nauči se da ljubiš, bližnji spremi se, moj čeda, s tevo ljubov rodeni. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Da čekoriš o ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš i ne osuduvaš. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Krvta tvoja se proleja, na krstot zavet ostavi, obleči se. Što mi treba je tvoja ta pregratka, prosti mi oče, grešev pred tebe i pred nebo to se. Što mi treba je tvoja ta pregratka. Tatko moj, ti blagodaram što mi podariš jedan den, ti blagodaram za tvoja ta ljubav, ti blagodaram za silata što je davaš, ti blagodaram što me promenuvaš odvratre, ti blagodaram što me nauči da gi ljubam site, ti blagodaram što me nauči da prostuvam, da se raduvam, da ne osuduvam, ti blagodaram što me nauči da se pokajam za sekoj grev, ti blagodaram što me nauči, što mi dade darna vera da veruvam дека imam tatko na nebesata. No бидејќи тие се противеа и хулеа, дела 18:6, ги истресе лиштата и им рече апостолот Павле, воден од духот, крвта ваша на главите ваши. Крвта ваша на главите ваши. Јас сум чист, од сега одам кај незнабожците. И што он замина од таму, дојде слугата на некој си човек по име Тити Јуст, кој го почитуваше Бога. Замислете како се почитува Бог, кој го почитуваше Бога, па така што ќе ги пазиш неговите заповеди. Кои се неговите заповеди? Се состојат во една заповед. Љуби го својот ближен како самиот себе. Да љубиш. Значи, кој го почитуваше Бога и чија куќа беше до синагогата. А Крисп, началникот на синагогата, поверува во Господ заедно со целиот свој дом и мнозина коринтијани поверуваа и беа крстени. Дела 18:8. Што значи да се поверува во Бога, да се поверува во Исус, да му се предаде, да му го предадеш твојот живот, владението, собственоста на твоето тело. Ти суштински и немаш ништо, бидејќи ти си прав земна, во која е дувнат дух животен. Ти немаш ништо собствено, Господ те создал и ти дава слободна волја да го избереш и да се вратиш во неговата љубов, бидејќи сам кога си јадеш од дрвото на познанието, на доброто и на злото, знаеш што е добро и зло. И затоа е светот вака, бидејќи сите знаат што е добро и зло, секој го бара своето, а не она на Исуса Христа. Значи, поверува и беа крстени. Луѓето денеска се крстат еднаш, два пати одат во Ерусалим, прават идолопоклонство. Не поклонувајте се ни во Ерусалим. На едно место, не колнете се ни во небото, ни во земјата, ниту во Ерусалим.
од тие град на великиот цар. На кој цар е тој град? На кој велик цар? Добро за размислување. И му рече Господ на Павле во видение ноќе: не плаши се, туку продолжи да зборуваш и не замолкнувај. Павле беше Савле, ги гонеше христијаните, ги знаеше писмата и падна од конјот. Тоа е тоа што треба нам да ни се случи, да паднеш од твојот конј, од тоа што ти го мислиш, од тоа што ти го сакаш, од тоа што ти си го зајавал, си го јавнал зборот, кој е од Бог и го потребуваш за себе си. Крадете од мене, вели Бог. Продолжи да зборуваш и не замолкнувај, зашто јас сум со тебе и никој не ќе посегне да ти направи зло, бидејќи имам народ во овој град многу. Тој остана таму 1 година, апостолот Павле, односно Рахмасим Павле. Тој остана таму 1 година и 6 месеци и ги поучуваше во Словото Божјо. Како ги поучуваше Павле, кој немаше... Како ги поучуваше Павле? Во духот. Знаете, слушам одредени проповедници и кога ќе видам дека во духот истите работи се. Луѓето слушаат проповедници и мислењата што ги има кај проповедниците стануваат нивни и ги догматизираат. Подобро е духот да ве учи лично, да слушате, да истогаш ќе знаете кој дух е. Духот на љубовта или духот на омразата. Сите го бараат своето, а не она на Исуса Христа. А кога Галион беше намесник во Ахаја, јудејците еднодушно го нападнаа Павле и го одведоа пред суд. Велејки, тој ги учил луѓето да го почитуваат Бога спротивно на законот. Тој ги учи, значи Павле ги учи спротивно на законот. На кој закон? Па законот што владееше во синагогата. Стариот завет, тие ги знаат писмата, запирките, точките, но не го познаваат Исус, да им даде живот вечен, како што е пишано овде. Туку одат ги читаат писмата, мислат дека ќе им се даде живот вечен. И денеска е исто така, значи закон во одредени деноминации и некој ги учи спротивно на тој закон, и кога Павле сакаше да одговори, Галион им рече: кога некој сака спротивно на тој закон, тој се отврли и се прогласува за сатана. И кога Павле сакаше да одговори, Галион им рече на јудејците: поделено Христово тело на деноминации. Исус вели: јас сум главата, вие сте органите на црквата. Со нашите живи тела тие поделиле црквата. Па кому ќе му верувате? Дали на Исус или на тие што ја поделиле црквата? Зошто ја поделиле? Зашто го бараат своето. Своето го бараат, а не она на Исуса Христа. Слушаат проповедници кои догматизираат, наместо да го слушаат Духот Свети. Син Божји е оној што го слуша, што го води Духот. И кога Павле, Духот Божји, и кога Павле сакаше да одговори, надворе 2 степени, Галион им рече на јудејците: јудејци, ако имаше некоја неправда или злодело, лукаво, веднаш ќе ве ислушав по должност, но што ме препиркате за учење и за имиња и за вашиот закон? Тие се препираат дали словото значи едно или друго, наместо да се препираат, да се помолат на колена. Духот им го отвори. За да бидете негови ученици, треба да останете во неговата љубов, така е пишано. Но што значи да се остане во неговата љубов? Тоа значи да ги љубиш сите брата и пријателе. Да ги љубиш сите, дали ги љубиш сите? Ќе ја спознаете вистината, вистината е Исус. Разгледајте сами, зашто јас не сакам да бидам судија во тие работи, им рече Галион, и ги истера од судот. Надвор, немате право да судите, јадете од дрвото на познанието на доброто и на злото. Тогаш сите елини го фатија состен. Елини, тука се македонците, началникот на синагогата, и го биеа пред судот, а Галион не обрнуваше внимание на тоа. Дела 18. Откако помина таму уште многу време, Павле се прости со браќата и отплови за Сирија, заедно со Акила и Прискила, откако ја острига главата во Кенхереја, бидејќи беше дал завет. Кога ќе дадеш завет на Бог, треба да го исполниш. Кога пристигна во Ефес, или не давај завет, ако не си сигурен,
Ги остави нив таму, а сам тој влезе во синагогата да се расправа со јудејците. А кога тие го замолија да остане кај нив подолго време, тој не се согласи. Туку се прости со нив и рече, зашто него го води Духот Божји. Не слуша луѓе, не слуша проповедници, не слуша деноминации, не слуша писмозданци, фарисеи, првосвештеници кои го распнаа Исуса, и тој беше дел од нив и го гонеше Исуса. Па падна од конјот ослепе и од Савле стана Павле, од Савле, што значи просветлен, стана Павле, што значи мал. Туку се прости со нив и рече, без друго празникот што иде, треба да го поминам во Ерусалим. Ако даде Бог, пак ќе дојдам кај вас. И отплови од Ефес, и Акила и Прискила останаа таму. Кога слезе во Кесарија, отиде во Ерусалим да ја поздрави црквата и потоа замина за Антиохија. Слава ти, Господе Исусе Христе! Откако престојуваше таму некое време, тргна на пат и ги обиколи поред пределите на Галатија и Фригија и ги утврдуваше сите ученици. Ученици ги утврдуваше во љубовта, во постапките, во мислите, во делата, секоја мисла да е покорна на Исуса Христа. И дојде во Ефес некој си јудеец по име Аполос, родом од Александрија. Тој беше красноречив човек, упатен во писмата. Беше поучен по патот Господов и со распламтен дух. Распламтен дух. Мојот Бог е оган што согорува, огнено езеро. Бог е љубов, оган што согорува. И со распламтен дух, сите ние ќе поминеме во тој дух. Дух, Отецот Небесен, огнот на љубовта. Печката во која не изгореа тројцата, кои не сакаа да се поклонат. Ја знаете тоа приказна од Стариот Завет. Љубовта не може да изгори љубов. Беше поучен во писмата по патот Господов и со распламтен дух зборуваше и поучуваше правилно за Господ. Правилно за Господ. Иако знаеше само за Јовановото крштение. Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Почетната категорија е покајување за се што си правил досега, си живеел своеволно, си го барал своето, а не она на Исуса Христа, си јадел од доброто, од дрвото на познанието на доброто и злото, знаеш што е добро и зло, осудуваш. Тој почна да зборува смело во синагогата, кога ги слушна Акила и Прискила, го примија кај нив и му го изложија патот Господов поточно. А кога тој сакаше да замине за Ахаја денеска, која се именува под друго име, забранува да се именува еден народ македонци, а велат дека се христијани. Вистина ви велам, вие немате врска со Исуса Христа. Ако некој ти побара да одиш 1 милја, ти оди 2, ако некој ти ја побара кошулата, дај му ја и горната облека, а тие сакаат да го земат тоа што не е нивно. А кога тој сакаше да замине за Ахаја, браќа да се обратија со писмо до тамошните ученици за да го примат, а тој кога стигна таму, многу им помогна на верниците преку благодатта. Некои цркви ќе поминеш и тие се ќаваат дека има благодат. Кој прима пророк во пророчко име ќе добие пророчка награда. Кој прима праведник во праведничко име, зборувај ти низ мене, татко мој, ќе добие праведничка награда. Тогаш се собираат двајца собрани во негово име. Бог сака да се љубиме. И тогаш ти остануваш со распламтен дух, бидејќи силно ги побиваше јудејците пред целиот народ, докажувајќи преку писмата дека Исус е Христос. Јудејците кои го знаат словата тврдат дека Исус не е Христос. Кои слова ги знаат? Тие ги знаат телесно и не ги разбираат. Словото е дух, дух и живот, и без духот не се разбира. Додека Аполос беше во Корин, Павле, откако мина низ горните земји, дојде во Ефес, таму сретна некои ученици низ горните земји и им рече, кога поверувавте, примивте ли Дух Свети? Дали примивте Духот на нашиот Отец да го примиш во срцето? Што значи тоа? Па да му дадеш да владее со секоја твоја мисла, со секоја твоја постапка, се да му предадеш, да му вратиш нему, бидејќи ти мислиш дека е твое, си го зенал, него давам, ова е моје, Господи. Оче мој, се ти предавам тебе. Се ти предавам тебе. Се мое твое,
Ние не сме ни слушнале. Оние кои немаат слушнато дека има Дух Свети. Па не можеш да го разбереш писмото без дух. Тогаш ти си телесен. Не го разбираш јазикот на духот. Видите, по извесен период, ако не слушате одредени проповедници, слушате и ви наметнуваат доктрини, и вие станувате собственици на доктрини, на туги сознанија, наместо да го молите духот, да го читате словото, да се дружите во некоја заедница, каде духот води. Тугето се врзуваат за личности, за проповедници, се наметнува и тоа не можат да го исполнат, дејќи тоа не е за нив. Не можат тоа да го понесат. Тој им рече, како бевте крстени, ти одговорија со Јованово крштение. Познавам луѓе биле во една црква утнале, сакаат пак да се крстат, додат во Ерусалим. Тој е град на великиот цар. Не колнете се ни во небото, ни во земјата. Небото е престол, земјата е подножје, Ерусалим е град на великиот цар. Тоа е телесно нозете се во телото. Тој нозете се тука, под нозете сме ние непаднати, а горе е, значи, тој вели, синот кога се враќа блудниот вели, погрешив пред тебе и пред небото, оче. Небото е престолот, пред престолот погреши. Бидејќи ти посака да бидеш Бог, да бидеш вавилонец, сатаната да се искачи највисоко, вавилонците да се здобијат со име. Павле рече, Јован крштеваше со покајно крштение, велејќи му на народот да верува во оној кој иде по него. Во Исус Христос. Слава ти, Господе Исусе Христе. Кога го слушнаа тоа, тие се крстија во името на Господа Исуса Христа. Исусе, дојди во моето срце, исполни ме со дух. Што да направам денеска за тебе? Помогни ми да се качам овде, прати ми човек и ти прати човек. И постојано имај го на ум. Кога го слушнаа тоа, тие се крсти и кога Павле ги положи рацете над нив. Ананија положи раце на Павле, Павле на другите. Слезе Духот Свети, но само ако сте во дух. Ако сте во доктрина, ако сте во телесно христијанство, ако се слушале некои проповедници, од нив сте превзеле фрази, а не ви се отворени во срцето. Луѓето имитативно. Тогаш тие почнаа да зборуваат на разни јазици, да пророкуваат, а вкупно беа околу 12 души. Луѓето имитативно тоа што пишува тука прават. Ако немате дух, понатаму го има тука еден стих која. Потоа Павле слезе во синагогата и тука 3 месеци смело проповедаше и расправајќи ги уверуваше за Царството Божјо. Но бидејќи имаше некои жестоки противници, вие ќе имате на верата кои говореа лошо за патот Господов пред народот, Павле се оддели од нив. Павле се оддели од нив, ги одвои учениците и секојдневно расправаше во училиштето на некој си тиран. Учениците треба да се одвојат од догми, од деноминации, од идолопоклонство на проповедници кои ви наметнуваат нивни ставови, а не сте ги провериле во вашето срце. Тоа се однесува на оние што се без дух. Тоа траеше цели 2 години. Ако сте вие во духот Исусов, тој ќе ве води. Така што сите жители на Азија, како јудејците, така и елините, можеат да го слушнат словото за Господ Исус Христос, така и македонците. А Бог правеше многу чудеса преку рацете Павлови, тогаш ќе има чудеса и знаменија, отчитувања. Така што врз болните полагаа крпи и шамивчиња за пот, значи ќе се јави некој за молитва, се јави една мајка со син. Имаше, ми покажаа фотографија, живеат во Германија, бе познаваат од предходно. Пробала на едно место и рекле, немаме време и мене ми се јави. Слава ти Господи Исусе Христе. Значи се помоливме еднаш и веднаш имаше подобрување. Јас само се молам, татко мој, што да кажам денеска во името на Исус, ги носам до Исус. Се појави присуство во собота. На фотографија се гледа, беа исплашени. Утре дојден ја прашав, рече, леле, колку е силна молитвата. Слава ти Господи Исусе Христе. Значи тие зборуваме кога те води духот, работите се движат. Што го беа допреле, значи полага крпи и шамивчиња за пот, што го беа допреле неговото тело и болестите ги напуштаа, а злите духови излегуваа од нив. Павле комплетно живее Исус во него. Тој вели, не живеам јас, туку Христос живее во мене. Тоа не е фраза само да ја повторуваш.
Ако Христос живее во тебе, ќе ги љубиш сите и ќе има отчитувања. Се разбира, Павле имаше сатанин трн за да го подсетува дека кога е слаб, и ти ќе имаш такво. Тогаш е силен. Некој пак од јудејците кои лутаа наоколу и ги истеруваа злите духови. Еја состојбата. Се обидоа да го повикаат името на Господ Исус на оние кои беа обземени со демони. Тие имитативно, вака пишува, така ќе правиме. Стани и оди си одов и чека да стане. Па нема ако не е духот во тебе. Ако не си комплетно во Исус, ти нема да го кажеш тоа така. Ќе го кажеш тоа што Исус ќе ти каже што треба да кажеш. Ве заколнуваме во Исус кога го проповеда Павле. Гонеле демони. Тоа го правеа 7 синови на јудејскиот првосвештеник Скева. Некој тука во наше мало, овде околу нас во Македонија се случува и тоа. Некои наплаќаат, некои не наплаќаат. Некогаш действува кога ќе се исполни законот на љубовта, но суштински. А лошиот дух одговори и рече: Исус го познавам. Духот им вели. Кога работевме на една молитвени терапии во една црква претходно, видовме многу чуда како духот разговара и те колне преку човекот за кого се молите. Исус го познавам, лошиот дух, и Павле го знам, кои сте вие? Искокна на нив човекот во кого имаше лош дух и откако ги совлада, покажа таква сила што тие голи и ранети побегна од таа куќа. Тоа е екстремно, тоа е другото кога ти се натоварат на глава. Затоа разбра сите јудејци и елини кои живееја во Ефес и сите нив ги спопадна страв, а името на Господа Исуса Христа се величаше. Многумина од верниците доаѓаа да се исповедуваа и ги откриваа своите дела. Слава ти, Господи Исусе Христе. А мнозина од оние кои правеа магии, собирајќи ги книгите своји, ги гореа пред сите. По нешто знаеме и по нешто пророкуваме, ако ќе дојде совршеното, односно оној во кого е совршеното, апостол Павле, ќе исчезне делумното. Ги гореа книгите своји, дури ја пресметаа и нивната цена, најдоа дека чинат до 50.000 сребреници. Така мокно растеше и се засилуваше Словото Господово. Слава ти, Господи Исусе Христе. Те сакам, Исусе, се што ќе сретнеме во нашиот земен живот е за созревање. Значи, како се останува и како се прима Исус за усовршување на душата наша. Ние треба со радост да ги примаме сите состојби. Со силата на нашиот Отец. Татко мој, не можем да го решам овој проблем, дојди во моето срце. 3 чекора назад и помогни ми. Филипјаните 4.13, проверете што вели таму. И тогаш ќе бидете во состојба за благослов. Благословот, благодатта да не остане празна и за нас и за сите ближни и за заедницата. Да се развие висок степен на љубов кон сите, да се дозволи љубовта Исусова да не преплави, да се облечеме во љубовта. Да побараме сила од Исус, да го имаме постојано на ум Исус, да размислуваме како тој постапуваше, така и ние да постапуваме, да го повикуваме Неговото име, да се отвориме и да ја примиме Неговата љубов. Да не го исклучиме од нашите мисли, секоја мисла да е покорна на Исуса, тогаш ние ќе ги имаме овие мисли. Исусовите. Тие се мислите, другите мисли се наши собствени. Паднати, сатански, телесни, како сакате. Тоа е клучот. Значи, ние така можеме дури и на земјата да почнеме да го живееме животот Исусов. И кога мислиме постојано на Исуса, го имаме пред себе, тогаш силата и љубовта и славата, царството и силата и славата, Божјото царство е во нас внатре. И тогаш Бог живее во нас, Таткото наш, имаме распламтен дух, ги љубиме сите, има чуда и знамења, отчитување. Татко мој, те молам за исцелување во името на Исус на сите оние што ќе речат: те сакам, Господе Исусе Христе, се покајувам, дојди во моето срце. Амин.
Ti благодарам што и овие слова се живи, изрекувам живот за сите оние што со радост и со полно срце ќе ги примат овие слова и ќе речат: Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Ти предавам се што имам, еве ти ја душава и срцево и телово и умот. Живеј во мене, исполни ме со сета полнота, сакам да бидам син, керка Божја. Те сакам, Господи Исусе Христе, те молам за властите, те молам за македонскава земја, да дојде Твојата љубов, Твојата милост, да избереме човек богоугоден кој ќе не води по патот на мирот и љубовта Исусова. Те молам за сите наши непријатели, благослови ги 3 пати, 5 пати, 100 пати, им простувам на сите, немам непријатели, простувам, никога не осудувам, се покајувам и се радувам во Исуса. Мир вам до Божиот царство небесно. Се што ми треба е Твојата преградка, прости ми, Оче, грешев пред Тебе и пред небото. Амин. Љубов усоврши се, да љубиш ближни, спреми се, мој чеда, сте во љубов родени. Сине мој, јас татко, небесен сум Твој. Сине мој, јас татко, небесен сум Твој. Да чекориш во љубовта, да љубиш како Исуса, да простуваш и не осудуваш. Сине мој, јас татко, небесен сум Твој. Сине мој, јас татко, небесен сум Твој. Крвта Твоја се пролеја на крстот, завет остави, облече